Па, според мене 2017 година е значена затоа што има огромни промени кои што се случија. Значи прво дојде новата влада за која што и се боревме долг период. Промените кои што настанаа се значени во поглед што веќе има судски процеси кои што се започнати, за кои што знаеме дека ќе траат долго, значи не очекуваме дека нешто ќе биде преку ноќ направено, меѓутоа најбитно е што функционира правдата, функционира судскиот систем, се уште не е целосно, меѓутоа тоа е нели надежта. Промената настана и исто многу битно промена настана кај самите луѓе, значи кај нас обичните, да речем, граѓани, кои што веќе сме ја осетивме слободата, слобода во размислување, слобода во изразување, слобода во целосно, да речем, целосно слободата се дојде. Таа посакуваната слобода која што ја чекавме. Во однос на 2018 година, прво нели главно посакувам здравје на сите да има, меѓутоа и за здравјето да биде како што треба нели да функционира Министерството за здравство, односно да има министер за здравство, кој што се надевам дека сепак набрзо ќе биде поставен. Второ, очекувам конкретни резултати, односно судски одлуки од сите овие рочишта кои што се закажени. Без разлика што гледаме како функционира, значи има обструкции кои што се веќе од обвинетите, меѓутоа кои што се очигледно доволно паметни и можда и обучени како што треба за да ги обструираат судскиве рочишта, меѓутоа полека се ќе си дојде како што треба. Очекувам од 2018 година исто да и мислам дека сепак ќе има влез или во НАТО или во Европска Унија, а и најголемото очекување тоа е подобрување на животниот стандард кај граѓаните.